Се оствари ноќната мора на новоселецот Ѓорги Гегов. Куќа заштитена со закон му се сруши во дворот. Малку фалело остатоците од неа целосно да го затрупаат и него. Врз мене, јас само случајно што погледам во следото и ми пада овие цигните. Ломи направи. Ама и од таа страна ближости возрастни дечиња. Ке пада и ќе учепа некој. Па срамота е во. Во е жалото и срамота. Станува збор за една од 4 куќи која минатата недела кардиохирургот Жан Митрев ја подари на општината, а за која новоселци одамна укажуваат дека е опасна и на чекор од паѓање. Градоначалникот веднаш излезе во пресрет на барањата на граѓаните и итно испрати екипа која што требаше да започне со рушење на куќата. Меѓутоа, наскоро беше испратена инспекција до општината, од кои причини не знаеме. Меѓутоа, тоа беше повод да се запрат активностите. Образложението кој што го добивме беше дека објектот е заштитен и представува културно-историско богатство на градот. Согласно процедурите општината запре, меѓутоа еве се покажа дека овие куќи понатаму представуваат голема опасност за жителите. Пред околу една недела доктор Жан Митрев, кој што беше собственик на 4 објекти во Ново село, ги даде, односно ги подари куќите на општината, меѓутоа постапката знаете дека не е завршена, таа е договорот се спроведува и се додека општината не добие имотен лист од катастарот дека е собственик на куќите, ние не можеме да преземеме други активности, бидејќи повторно може да се случи да биде испратена инспекција и дека ние на некој начин повторно го кршиме законот. Ова значи дека на општината и се врзани рацете додека Министерството, односно Заводот музеј не одобри поинаку. Оттаму пак дури денес испратиле документација и мислење за спорната куќа. Тие треба како прво да го заштитат населението од можноста да некој од нив биде повреден, значи да направат можност за добра комуникација на тој простор и да почнат една постапка за добивање на конзерваторско одобрение, што значи правење на проект за постојна состојба, правење проект за проектирана состојба и сето тоа да се достави на увид на надлежните институции кои треба да на крајот дадат или не дадат одобрение за конзервација на објектите. Но ова може да значи и дополнително одлагање на работите и на опасноста, а новоселци бараат итна реакција. Не смее никој да помине покрај неа, бидејќи више готово, целата се руши. И треба више тоа да превземат мерки и да се бутне начисто и што мислат дека ќе биде убаво да направат. Состојбата во Ново село е резултат на децениската немарност кога во прашање се куќите споменици на културата. Наместо да се обноват и рехабилитираат, тие беа оставени да пропаѓаат. Собствениците немаа пари за таа работа, а државата немаше интерес. Резултатот е жален и срамен за сите, а Ново село се соочува со губење на својата автентичност. Првпат државата интерес за него покажа сега и најави реконструкција на 3 куќи, но изгубеното веќе никој не може да го спаси.